Здраво, јас сум Владко, алијас Татунчо, и јас стојам зад креативната работа на овој канал. Откако почнав да ги објавувам овие видеа на мојот канал, а тоа е од август минатата година, постојано бев во потрага по соговорник на одредена тема, кој што може компетентно и упатено да зборува на зададената тема. Знаете дека на мојот канал темите се многу убројни, така што истражувањата на такви соговорници беа неразлични. За жал, не успевав да најдам соговорник на ниедна од темите, па морав јас постојано да правам истражување на соодветните теми. Најчесто не сакав вака директно да зборувам, затоа што вниманието секогаш би било насочено кон мене и верувам дека ќе ви стане здодевно. Денес, конечно, повторно се појавувам вака затоа што го најдов соговорникот на темата која што многу ме интересира во периодот, а тоа е, како во последното видео, биткоин, блокчейн и криптовалути. Тој соговорник се вика Дарко Симуновски, млад човек, ентузијаст за криптовалути и експерт за криптовалути кој што има неколку годишно искуство во оваа област, а неколку годишно искуство во една работа која што постои едва една деценија е многу. Сега да го погледнем интервјуто. Океј, како што веќе споменав, денеска со нас е Дарко Симуновски, експерт за криптовалути. Ова е интересна средба која што ја договоривме на Facebook. Значи многу малце знаеме еден за друг, така што сега и за вас и за мене ќе оставиме Дарко да се представи, да ни каже кое е неговото искуство со криптовалути и воопшто со монетарни прашања. Па Дарко, повели. Здраво, баш ми е мило така што се најдовме и така договоривме за денес за да дискутираме баш на ова тема. Многу интересна тема и мислам дека дефинитивно криптовалутите ќе бидат дел од иднината што ја живееме. Сега за мене малку лично, јас прв пат почнав посериозно да се интересирам за криптовалути пред 4,5 години. Така нешто, мислам дека беше 2017, каде што така почнав малку посериозно да се интересирам што се криптовалутите. За разлика од многу луѓе што навлегле во тој пазар, да речам, како криптовалути, за разлика од многу, јас имав поинаков пристап. Мојот пристап беше од база на како нештото е направено, зошто е направено, кои се поволностите, кои се негативните работи, со сите, со еден таков приод, како буквално како ученик од прво оделение. И така сакав да научам, да ги разберам подобри нештата, и кога веќе, кога ги разбираш нештата подобро од друга страна, како се правени, зошто се правени, која е нивната намена, после веќе поинаку го учиш пазарот и со тек на време се надоградуваш. И така да јас после тоа почнав со трейдување, првите трейдови ги направив тогаш, 2017 крајот. Тогаш, за разлика од денешните цени, многу валути беа со смешни цени. Почнав така, што викаме ние, ете така да си ја пробаш среќата, си викаш ајде да видам што, така на ситна пара. И гледам 2018 имаше еден така голем бум, што би рекле на амерички bull run, тоа го викат. Значи тоа е еден период каде што валутите тоа нагоре. Биткоин беше отприлика 18.000 тогаш некаде, 18.000 долари. На првиот bull run, да, точно, да. А преходната година, само неколку месеци пред тоа, беше стигна и, мислам, 1000 и нешто долари, не се сеќам се точно како цифрата, нешто ниска беше, така смешна беше. И тогаш исто и тој период скептиците тогаш вика, као не, ова ништо ќе пропадне. Ама тоа е затоа што само извини, јас не сакав да се дискажам, нели? Имам толку многу да кажам на оваа тема. И после тоа, нели, како за себе, нели, сакав да се дискажам. Јас тоа после продолжив да учам. Од пред година дена дипломирав на англиски, што значи Certified Cryptocurrency Expert and Trader. Тоа го има онлайн сајт, за секој што сака може таа диплома да ја добие. Тоа е онлайн курс, во зависност
што поконкретно сакате да научите, таа диплома е добро што ќе ги разберете сите основи на, да речам, на овој дел на индустрија, на софтверска индустрија во светот. Така, Да и можеме јас да дадеме за гледачите, можеме да дадеме линк во описот на видеото да ја посетат страната и да го видат тоа. за се што ќе имаат поконкретно интерес да се дознае било која информација, ќе има линк долу после видеото секако. Да. Така, и ќе можат слободно во прашање подоцна да кажат што останало недокажано, па може да направиме и второ видео. Секако, со задоволство, со задоволство. Така, Дарко, еве сега моето прво конкретно прашање, пред да дојдеме до тоа што е биткоин, што е блокчейн и криптовалути генерално, дали можеме јас и ти првин да објасниме некои други поими кои што се многу потрадиционални, например што се тоа пари? Да, Претпоставувам многу луѓе мислат дека знаат што се тоа пари. Дали да, можеме малку да навлеземе во тој поим? Што се пари? да. Секако. Значи, види, знаеш како, ние како цивилизација од првите настаноци, значи како цивилизација, како една општество од првите видови кај што се групира нели луѓето и каде што општан меѓу себе на различен начин. После тоа нели со развојот има луѓето секој во својата сфера бил добар, некој бил занаетчија, некој нели бил земјоделец и Така? нормално луѓето работеле со размена на стоки меѓу себе. И после тоа, нели, иде прво златото, тоа многу луѓе не го знаат. Златото било како прво платежно средство што во светот воопшто како што било употребувано. И после понатака првите луѓе што се заложиле за идејата да се создаде еден таков монетарен систем, биле истите луѓе тие што биле наследници на богати трговци, што тргувале со многу добра, донесени од секаде од светот. Нели знаеме како била историјата на посебно на Европа, како експлоатација вршеле на сите делови од светот и носеле многу злато, многу сребро, многу диаманти, ден денеска нели се ваѓаат и тогаш они смислиле начин како луѓето полесно да ги контролираат и како да ја водат они економијата. Тогаш и воглавно во Италија биле првите банки во светот што се направиле и тогаш е вовеле нели монетарната економијата, да речеме, на Така, монетарен. значи кога буквално од скапоцени метали, од благородни метали се преминува на белешки со кои што се потврдува поседот на тоа. И тоа Да. претпоставувам сакаш да кажеш дека е преводот од вистински пари. Еве да земеме, ако најдеме сега некоја монета од римско или византиско време, таа монета има вредност, не само што има вредност како што имала тогаш, дури има поголема вредност заради историската и археолошката вредност. Додека ако земеме сега например една банкнота од СФРЈ, на неја пишува некаква вредност, но дали има вредност таа банкнота? Па, да ти кажам искрено, јас колку што сум запознаен, не би требало да има некаква вредност. Зависи тоа многу за работи зависат од тоа. Така, сега значи дали можеме да објасниме како парите преминуваат во валута? Затоа што да се една иста работа нема да имаме два различни поими. Да. Епа, значи парата станува валута во тој случај во ситуација кога нели се случува таа општествена организација да прерасне како државно уредување. И тога парите, односно монетите, порано што ги користеле нели металните, стануваат како дел од таа управа што е на таа одредено место. И така се создаваат првите валути и нивната вредност се базира врз основ на буџетот на државата, односно на приходот и на производството што го има. И по тоа се рачуна и вредноста на таа валута. Така. Кажи ми, дали можеш да објасниш што е фиат валута, што нема врска со фабриката за коли? Да. Фиат валутите се нешто, значи прво да се разбереме, значи луѓето треба сите да разберат дека традиционалните вредности на луѓето во светот, ние како што сме створени, начинот е од човек на човек. Јас верувам во тоа
Затоа денеска некој го измисли блокчейнот. Значи човек на човек. Сега, значи да се навратам, значи затоа ова го начнав малку во овој одговоров, затоа што сакам да им објаснам на луѓето да сватат дека луѓето, значи фиат валутите, тие хартии од вредност што кој ги валидизира? Значи ги валидизира централен систем. Значи централниот систем ги принта и ги валидизира и кажува колку треба тие книжни банкноти да вредат. И во домашниот пазар, и во светскиот пазар. И врз основа на тоа што тие одлучиле од централната власт, и врз основа на нивните менаџерски способности, така ние го живееме стандардот во одредено место, односно држава. Так. Значи, толку се, значи тие фиат валути буквално ни го раководат животот. За жал. Така, и сега ги ние сме создаваат од ништо, а за нив бараат реална вредност. Да, и поради тој е голем проблем затоа што едноставно зошто јас како индивидуа или било кој човек да зависи од системот, од централната власт како ќе изменаџира со нивните средства. Можеби е некој добар земјоделец, но меѓутоа не може неговата вредност да излезе на површина поради тој што има проблем, се наоѓа во една зона каде што има фиат валута денар, пример. Так. Дали ми се разбира? Се разбира, одлично. Да, јас живеам во Швајцарија 4 години. Сега сум тука неколку месеци поради оваа криза со короната, така и јас одлучив да поседам тука во Македонија. И преходно живее во Виена. Значи сакам да направам едни параметри, пошто јас имам живеено, значи во Австрија и во Швајцарија уште живеам, да направам една параметра. Значи земјоделците се трудат и таму, работат луѓето и им се вреднува трудот. А тука не им се вреднува затоа што централниот систем, односно фиат валутите што некој им ги наметна, толку им вреди трудот. Односно на светскиот пазар не им вреди. Така. Добро, и сега од ова ќе прејдеме на тоа што се криптовалути. Муабетот на нашето Да. Да. Што се криптовалути? Да, пред да кажам што се криптовалутите, морам чувствувам потреба, значи да им објаснам на луѓето зошто криптовалутите воопшто и некој ги смислил и зошто што е намената пред да кажам што се криптовалути. Значи, ние се сеќаваме не многу одамна, 2008, ако сигурно се сеќаваш и ти, имаше еден голем економски краш, светски краш, и од денешна перспектива сите знаеме дека тој краш беше фингиран од големите куќи брокерски во светот, што едноставно се наметна таа криза поради покрај тие институции, тие наметна таа криза на луѓето. Тие наметна на луѓето и во тој момент на луѓето им се случи како во 60-тите во Америка, големата депресија, значи еден ист таков моментум каде што луѓето едноставно нивните средства, нивниот труд, работа се помалку вредеше. И едноставно во еден одреден момент нивната вредност многу падна. Затоа во тој момент 2008 тогаш е идејата создадена за биткоин, а и 2009 веќе функционира како средство каде што може да се најде во мачници. Сега криптовалутата, како криптовалута. Криптовалутите се алтернативен платежен метод исто како парите. Само разликата е што криптовалутите не се во физичка валидизација, значи ги нема физички како книжни или монетки, било како, ги има само на интернет, само ги има онлайн. Таа е круцијалната разлика. Криптовалутите се базирани на криптографија. Криптографија е одреден начин на пренесување на пораки во интернетот, нели, во комуникацијата и трансфер на било каква информација. Криптовалутите се базираат на блокчейн. Тоа е софтвер нов, можам да речем дефинитивно револуција од која е создаден интернетот. Дефинитивно упорно тврдам дека блокчейнот е револуционерен софтвер што
и тие криптовалути се базирани на тој блокчейн систем. Сега, тој блокчейн систем е многу различен од ово ние досега што го дискутиравме за централната власт и за централните пари, што се за жал, значи само еден мал процент луѓе ги држат тие пари и кажуваат колку ќе ни вредат нас, на другиот процент, што сме рестото. Сега, работата е кај овој блокчейн систем нема централна власт. Нема некој да каже како индивидуа или како управа колку ќе вреди или како ќе се процесуира или дали Владко смее да добие затоа што бил пример да речеме блокирана му е сметката. Значи нема овде централна управа. Ова е тотално децентрализиран софтвер, блокчейнот. И овие крипто базира на него и баш поради овој начин на софтвер како што се базирани на блокчейн системот, затоа се тие посебно вредни и затоа се посебни, но меѓутоа луѓето може слободно да ги рачунаат како денешните фиат валути во вредност, ако веќе сакаат да знаат. Ама работата е што криптовалутите се креирани исклучиво како противтежа на инфлацијата, на светската инфлација. Светската инфлација се случува само поради тие што кажавме централни структури на моќ. Затоа се случува инфлација. Инаку ако се работи домаќински, ако сите мислат добро на сите, нема да има инфлација. Дефинитивно сигурен сум во тоа, економијата разбирам доволно добро да го знам ова. Се во децентрализираниот систем тоа го нема фаворизирање, нема местенки, нема газди, сите сме газди, сите сме еднакви и кој колку што ќе придонесе, толку ќе му вреди тоа што го вложил, тој влог ќе му вреди повеќе и тоа ќе служи како противтежа на инфлацијата, како дефлација. Затоа што криптовалутите се дефлациони. Значи да разбера луѓето, инфлација е нешто кога со истите 100 евра в година помалку ни вредат. Помалку работи можеме да купиме. Како што јас можев пред да заминам во Швајцарија, пред 5 години, денарите овде повеќе ми вредеа. Сега помалку ми вредат. А исти од вредност 12.000 денари. И тогаш и сега помалку работи купувам. Сега тоа со криптото нема повеќе да биде ситуација, со криптото ќе биде дефлација. Постојана, константна дефлација. Затоа што бројот на сите криптовалути е ограничен. Нема криптовалути како што се фиат парите, што се тотално без никаква граница, се принтаат секој ден. Официјални извештаи ги знаеме од Америка, последно 2 трилиони, 1,6 трилиони долари беа испринтани, трилиони, значи тоа е многу сериозни бројки. И тоа ќе представи... Во Европа ситуацијата е иста? Европската централна банка. Во Европа ситуацијата е иста, Европската централна банка продолжува да принта евра без покритие? Секаде, да. И овие криптовалути токму моментот кога се направија во кризата, нели во светската криза, тоа беше идејата. Значи да им се дае на луѓето како едно алатка против инфлацијата, да се борат против инфлацијата. Затоа што реално зборниме денес ти можеш на криптовалути да заработиш само на тоа што ти ги даваш на позајмица, можеш да заработиш и до 20% годишна каматна стапка. Која банка во светот ти дава повеќе од 2% годишна каматна стапка на штедење пари? Кои што се помалку од инфлацијата? Нема шанси никаде во светот, нема. Сега во Македонија 2% дава на денари, 0,2% на евра. Смешни каматни стапки. Само ни стојат заглавени парите и парите истите тие, да речеме 10-20 000 евра колку и да ги имаме, ги штедиме, с не ги орочиле во банка и зашто за 2% само ни стојат заробени, а в година помалку ни вредат. Така. Таа е немата илузија. Сега, значи, дали можеме конкретно за биткоин нешто подетално да кажеме? Во што е суштината на биткоинот? Онака, скрос на кратко, затоа што криптовалутите генерално ги обработивме, што се всушност криптовалутите и блокчейн. Значи, сега конкретно за биткоин. Да. Биткоинот е презентер на едното, да го наречам, движење економско,
каде платформата нели е блокчейнот. Биткоин е првата криптовалута создадена, затоа е толку важен, затоа е многу битен. Биткоинот има своја блокчейн мрежа, биткоин блокчейн мрежа. Има и други валути што имаат свој блокчейн мрежа, али повеќето валути од тие што постојат денес оперираат на одредени блокчейн мрежи. Така. Биткоинот, првата идеја за создавање е првото нешто што е децентрализирање. Затоа и се создаде биткоин, за да можат луѓето да можат лесно да имаат размена на пари. Значи, ако пример, да речеме, ти се наоѓаш на место со еден збор, тие го скина тој човекот посредувач на средина, што викаме middleman на Middleman, така. Значи, тој беше пресечен. Значи, ако Владко треба да му дај пари на Дарко или обратно, не ни треба нас банката, не ни треба нас посредувач, не ни треба Western Union, пошто ти се наоѓаш во Македонија, аз во Швајцарија, пример. Так. Значи, наставно, ние го имаме телефонот во рака, имаме сметката од крипто валутите и јас можам тебе во секое време инстантно за 2 секунди максимум да ги добиеш ти твоите средства. И тоа да биде меѓу нас, без да бараме посредувач. Таа е главната идеја на биткоин и затоа се создаде исто така како дефлационо да реагира и да делува на инфлацијата што се случува. Сега кажи ми, дали биткоин е крипто подлога за сите останати криптовалути, бидејќи сега знаеме во 2021 има многу криптовалути, значи дали биткоин е крипто подлога за другите криптовалути на сличен начин на кој што своевремено златниот долар од Бретон Вудс беше подлога за другите светски валути. Да. Види, значи прво треба да разбере луѓето дека биткоин, важноста на биткоин е затоа што таа е првата крипто. Таа што викаме го проби нели ледот, мразот. Сега, денеска, 2021 година, ние имаме негде преку 9000 криптовалути постојат. Сега, работата е што моментално од овие 9000, над повеќе од 9000 криптовалути, сите се на свој начин различни. Има едно, да речам, класифицирање, да речам. Ќе дојдеме до тоа, само кажи ми, го имам во наредното прашање, само кажи ми дали биткоинот е подлога на која што се заснуваат сите останати или некои од овие други криптовалути кои што не се биткоин, значи дали го земаат како параметар на растење и на паѓање? Да, апсолутно е параметар и на пазарот на се и секако е подлога затоа што главната цел на децентрализираноста го постигнува биткоин и сите тие се базирани на децентрализиран, значи блокчейнот е децентрализиран, суштината е главно децентрализација. Тоа е на сите валути, без на сите. Само разликата во валутите, понатака ќе дискутираме како ти оперираат и што нудат. Така, тоа ми е наредното прашање, значи постојат криптовалути кои што не се само валути, туку и нешто повеќе. На ум ми доаѓа Етериум, на пример. Дали можеш да ни објасниш што повеќе од валута имаме во овие криптовалути? Да. И што повеќе имаме? Да. Вака сега, конкретно за валутите сега прво да кажам, има видови на криптовалути. Пример, има stablecoin, што ги вика на англиски, или стабилни парички. Тие се криптовалути за замена на доларот. Зошто? Затоа што, пример, ти си трейдер и сега во моментот трейдуваш, сега ти не сакаш да ги продаваш своите криптовалути, но меѓутоа, пример, сакаш да ги извадиш парите, да речеме, од Binance Coin, сакаш да ги клаиш во долари, но меѓутоа да не ги продаваш во моментот, ти само ги ставаш во stablecoins, односно исто тие се криптовалути, Tether, Binance, USD и така натака, има доста такви. После тоа има парички што се exchange-based finance tokens, односно служат како менувачници. Пример да го спомнаме е Uniswap. Uniswap е исто така паричка што работи под Ethereum блокчейн. Ethereum свој блокчейн
И разликата, еве ова баш главната разлика, ако веќе правим муабет биткоин Етериум, главната разлика е што биткоин е пара која има свој блокчейн, биткоин блокчейн, но меѓутоа таа користи како платежно средство. Главната намена на биткоин е платежно средство. Така. Сега, за разлика Етериум не само што е платежно средство, Етериум има цел екосистем под неговата мрежа, Етериум блокчейн. Океј. Тие екосистеми различно нудат различни можности на луѓето. И за заработка, и за забава, и така натака. Сега сакав да ги класифицирам, да завршам, нели? Повели. После има со исто така ги викаат DeFi, Decentralized Finance, тоа значи. Тоа значи децентрализирани финанси. Сега, тие во крипто индустријата се, да речеме, еве најубо кажано народски хардкор криптовалути. Да, најубо би кажал така, зошто? Затоа што тие го даваат максимумот на децентрализираниот систем, што е се базираат самите сите криптовалути, нели? Таму имаш начини на заработка, како пример yield farming, на превод македонски тоа би му дошло како основен фарминг, не знам, така во буквална зборот, мада нема врска со фармерство. Што се случува на тие DeFi, Decentralized Finance, тие парички имаат, значи, своја мрежа што оперираат и тие работат на одреден блокчейн нормално, како Uniswap пример на Ethereum. И тие пример имаат на овие Decentralized Finance, ќе ги спомнам, морам да ги спомнам, пример како Aave, како Compound, тие едни од најсериозните, да речем, во DeFi, Yield Finance исто, и тие се занимаваат со Yield Finance, односно Yield Farming, тоа е кога ги даваш твоите средства во проток, liquidity што го викаат, нели, на. И со тоа што ги даваш во проток твоите пари, во тој момент додека се случува таа операција на проток на ликвидност, нели, ти ги немаш во ќесето во моментов, одат тие заедно во ликвидност на одреден пул, како што го викаат, или базен на македонски, како да го кажам, и со тоа добиваш големи награди за возврат. Може да биде и до 18, дури и до некои до 20% може да биде годишна камата. И тие главните, да речам, делења, исто ова морам да спомнам, постојат meme coins, ова морам да го спомнам. Тоа се парички што сега во последно време, за жал, добиваат некоја си популарност, како Dogecoin, како Shiba Inu. И работата е што тие се само meme coins, значи тие не служат за ништо, нема никаков екосистем, имаат проблем со адаптација, нема реален проект, нема ништо што би нуделе нешто за разлика од другите криптовалути. Тие meme coin се инстант парички и има многу луѓе што не се разбираат и ќе видат, ќе слушнат као декме сега ова е многу се вложуваат, Shiba Inu, ајде и јас ќе вложам, и таа може Shiba Inu после година да не постои како пара, затоа нема никаква реална вредност и проект. И исто така има парички што се како Internet of Thing го вика тоа. Тоа се парички што нудат многу повеќе од самиот блокчейн, значи ако некој работи со, да речеме, шпедиција, да речеме, или supply chain, што би рекле американски, англиски, тие луѓе имаат исто така опција, парички, што имаат свој начин на софтвер, како би им помогнале на тие компании да бидат многу поефикасни, побрзи и така натака. Значи има доста работи што нудат овие криптовалути и секоја криптовалута има нешто што е посебно и уникатно и затоа е толку на пазарот. Така. Да. Дали можеме да спомнеме 3 криптовалути освен биткоин, значи од овие 9000 да издвоиме 3, значи биткоин го оставаме како топ број 1, да издвоиме 3 во кои што вреди да се вложи и време, и внимание, и пари? Така, да, одлично прашање. Само 3 е многу малку, затоа што знаеш како кога е нешто децентрализирано, значи не иде од еден центар на моќ.
луѓето со својата креативност низ цел свет сакаат да направат нешто подобро. Пример да речеме иде биткоин, после некому му текнало на Виталик Бутерин му текнало Етериум, па го направил Етериум, па тој што го направил со него Етериумот го направи Покадот. Покадот тоа е нешто исто така проект што вреди многу човек да му посвети внимание затоа што има многу голем потенцијал. Ако го гледаме како начин на инвестиција, јас би рекол криптовалутите мора да бидат во портфолиото на секој еден човек како пензиски фонд. Така. Јас лично тоа го сметам дека треба криптовалутите да го сватат луѓето како пензиски фонд, уште поубаво. Да издвојам валути, само 3 ќе се обидам, многу е тешко тоа, многу е тешко, затоа што јас би одвол барем 20 валути, што сите во својата сфера значат нешто, прават нешто уникално. Да речеме, пример, Chainlink, морам да го спомнам. Chainlink е многу сериозен проект. Дечкото е русин, го заборавам се името, не ми текнува. Еден од главните. Chainlink е protocol-based coin. Што значи тоа? Тоа значи дека на самиот блокчейн систем, каде што оперира трансакции, да речеме на Ethereum, каде што има трансакции се случуваат, Так. сега, за да се направат тие smart contracts, паметни договори во тие блокчейни и да се поврзат од друг блокчейн, да му се дајат информација од друг блокчейн на Ethereum блокчейн, пример од Bitcoin, тоа го постигнува Chainlink. Chainlink прави врската, протоколот меѓу самите блокчейн системи за да дојат до одредена информација. Значи, затоа пример, еве ќе го издвоив веќе, нели, Chainlink, накратко кажано, што му е работа. Исто така би го издвоил Cardano. Cardano би го издвоил, посебно сега е многу популарен, многу луѓе не разбираат зошто. Еве ја ќе ви кажам од за него посебно сакав да слушнам Cardano конкретно ADA, затоа што Cardano е системот, додека ADA е самиот коин, така? Да, Cardano е криптовалута, точно, да, но меѓутоа таа криптовалута Cardano има цел екосистем што е во Cardano-то и под тоа Cardano, на тој екосистем на Cardano има и други криптовалути што имаат одредена работа, функција, да речем. Така. Затоа Cardano-то вреди, затоа што Cardano-то сега во нивниот блокчейн, сега баш 2021, моментално работам на тоа. Баш вчера ги читав за новите апдејти на нивниот софтвер, на нивниот блокчейн. Они работат сега да го спостават блокчейн системот, да го апдейтира на начинот што истото што Ethereum сега го нуди со Smart Contract платформа, истото и Cardano ќе го нуди. Значи нема да има некоја голема разлика. Сега Ethereum работи на други проекти што се многу сериозни, што ќе бидат и нината, јас мислам, на општо на цел свет. Посебно Ethereum работи на тоа. Тоа се вика World Wide Web 3. Web 3 што е скратено на англиски. Тоа ќе биде како една трета генерација на интернетот. Како ќе се воспоставуваат сите функции, значи како дури voting, дури гласањето во Македонија, било каде во светов, да биде преку тој блокчейн систем. Така. Да. И тогаш ќе нема можности да се прават измами. Затоа што нели блокчейнот не дозволува такво нешто. Дефинитивно, едно од главните, така е, Владко, едно од главните работи, значи на криптографијата, на криптовалутите и на блокчейн системот е исто така корупцијата. Затоа што кога нештото е децентрализирано, можноста да биде корумптирано е се помала, нели? А кога е централизирано, тогаш очекуваме само од премиерот, очекуваме председателот и се зависи од него. Така. Така, и исто така сега да се надоврзам, нели, Cardano е спомнав како, нели, 3 парички ми рече. Да. Cardano спомнав. Дали спомнав и што е некоја друга пред Cardano-то? Не спомнав, нели?
Да, не спомнав. Таа руската ја спомна, сега го заборавив името. Chainlink, така, да, Chainlink, Так. знам дека спомнав, да, и еве исто така ќе спомнам Polkadot. Така. Polkadot, исто пошто 3 ми спомна, еве третата нека биде Polkadot. Polkadot е многу добра криптовалута, затоа што Polkadot има цел екосистем, исто така парички што работат различни функции, значи парички што се во yield farming, providing liquidity, значи даваат протек на маркетот, начин на заработка, разменување на токени и сето тоа го има во Polkadot исто екосистемот. Исто така Polkadot зошто е уникатен? Сега ќе ти кажам зошто е уникатен, зошто е одбрав Polkadot. Polkadot е првата револуцијна паричка што направи мулти-блокчейн систем. Океј. Тоа е многу битно затоа што понатака работите ќе бидат исто така со мултичейн блок систем, затоа што не е одржливо само на еден блокчейн, нели? Значи има производи што се на Ethereum блокчейн, производи што се на Polygon Matic, на неговиот блокчейн систем, како дел од неговиот екосистем. Polkadot е разликата што може било кој блокчейн да го поврзи во реално време за било каква информација, буквално од купо-продажни договори да ги направиме со smart contracts. И тоа го овозможува Polkadot заедно, значи да може да ги поврзе сите блокчейн системи, да може да имаат размена на било каква информација. И тоа е исто cross-chain го викаат платформа, значи спојување на повеќе блокчейни. И затоа исто и Polkadot е кажувам како трета, што е... Зборувајќи за ова ми дојде една идеја, претпоставувам подлогата ја имаме, значи криптовалутите и блокчейн системот практично може да донесе една замена на она што значи демократски па и било каков политички систем, затоа што знаеме дека демократијата, иако ни ја продаваат како многу вредна, дека има недостатоци, пред се еден од тие го спомна и ти е корупцијата, што значи можеме да добиеме демократско општество 2.0 или апгрейдувано, каде што нема да имаме тиранија на мнозинството над малцинството, туку ќе имаме општ консензус како што е во биткоин. Додека не се постигне 100% консензус, не може да се направи трансакција. Апсолутно, така. А можеме да имаме консензус само за едно општо добро. Например, дали воздухот е општо добро, воздухот е општо добро. Сите ќе бидеме во консензус, затоа што сите имаме потреба да дишеме. И такво нешто сега импровизирам. Така. Ама ќе се согласи со мене дека ова е подлога за цело едно ново видео. Да, дефинитивно. Оваа тема, значи јас тоа многу пати имам многу луѓе што постојано се во контакт со мене преку Twitter акаунтот, на WhatsApp, на групи на Facebook во врска за криптовалутите, комуницирам постојано со луѓе од цел свет. Буквално има луѓе што ме бараат за да направат портфолио, сакаат да вложат, не се запознаени, некој нема време, некој тешко му е да разбере како одат и работи, како оди таа проценка и така натака. Јас тоа го имам како ентузијазам, го правам тоа, сакам да го правам и мислам дека дефинитивно тоа ќе биде и нината на светот. Не само криптовалутите, туку пред се блокчейнот. Блокчейнот е дефинитивно базата на тоа што ќе оди едно интернетот, односно светот како ќе се движи софтверски на кој начин. Дефинитивно блокчейнот ќе биде база на се. Значи од гласање за политички партии, буквално за се. Буквално за бизнис, економија, за се. Така, сега, бидејќи го спомна ова дека си активен на тоа поле, сакам, бидејќи го правиме видео на македонски јазик, сакам да те прашам како во Македонија да се купи, да се тргува или да се рудари криптовалути. Тоа се неколку битни прашања. И теми кои што претпоставувам дека во Македонија се уште се нејасни теми, па ајде да ги објасним. Значи како да се купи, како да се тргува или како да се рудари криптовалути. Да. Вака сега, значи прво да почнеме со купувањето, нели? Кај нас Македонија, за жал, јас кога дојдов од Швајцарија пред неколку месеци тука во Македонија,
Сакав да отворам мој 7-ми поред акаунт, пошто Мгм. имам, нели, јас трейдувам на 7 платформи, Мгм. не Кажи ни трейдувам. некои од тие платформи. Да, Binance би е стал на педиестал дефинитивно. Не е случајно што најголема ликвидност во светот, значи, мислам дека е 70% од сите trading exchange sites in world. Мгм. Мислам дека беше така нешто со односот, или 60, не знам. Како и да е, значи, не е случајно што има најголема ликвидност, затоа што Binance дефинитивно има доста голем број на пари што можеш да ги купуваш и има доста многу начини на заработка, како можеш твојата инвестиција, твоите пари не само што ќе ги чуваш да им се качи вредноста па да им заработиш, туку додека чекаш да се заработуваат, јас што викам да ги пуштиш парите да одат да работат за тебе. Јас Так. така го викам. И тоа во Binance дефинитивно го има како можност, најмногу опции нуди и затоа дефинитивно мене лично ми е најомилен и дефинитивно е најслужен во цел свет. А во Мислам, Македонија функционира? апсолутно функционира, секој Мгм. може да отвори акаунт на Binance. Многу лесно, значи единствено само што треба да ги запишите прво, нели, со имейл, да си креираш свој пасворд и после тоа има место кај што ти бара идентификација. Так. Значи, ова е многу битно да го кажам, затоа што многу луѓе мислат као декме, сега не знаеме ние кај се нашите пари, не знаеме што се дешава, се е тоа тајно, нешто мафијашки филм, нешто не знам што. Дефинитивно не е така. Таму најлесно може да се најде ако некој нешто сака да прави, да речеме, Мгм. нелегални активности, многу лесно може да се најде. Во блокчейн системот нема криење на ништо, затоа што сите трансакции остануваат вечно во Так, блокчейн. трајно запишани. Никој и секој може да ги види. Да. Значи, се е јавно за сите корисници на блокчейнот, сите информации се јавни, така да Така, open source е тоа. да, open source дефинитивно, децентрализирано и поради тоа таа е причината. Мгм. Затоа е таа вредност, затоа е таа валидност. Така, а рударењето како е можно? Само извини да докажам само накратко. Нели ме праша и ти за други trading exchange Мгм. сайт? Да, Да. има. Сакав да се надоврзам, нели? Така, Има Coinbase, исто така е добар, тој е амерички сайт. Binance, малку ми назнат, е стациониран во Малта. 60% или можеби поголем процент од сите крипто exchanging trading sites се Мгм. базираат во Европа, во Мгм. Европска унија. Так. Затоа што Европска унија е зелена зона за криптовалутите и за криптосветот и за блокчейнот како технологија. Тие се многу го прифаќаат Мгм. со широко отворени раце. Исто така, ќе ја спомнам за во Македонија, јас сега ја научив, кога дојдов во Македонија и јуст отворив конто, CEX, Мгм. CEX.io. Ова ја спомнувам затоа што ова е една од ретките, исто така и Manacoin. Мгм. Овие се исто, овие две последно што ги спомнав, се единствени каде што можеме ние со македонска картичка, нели, да си купиме на trading exchange сайт, Так. можеме да си купиме, а пример Binance има забрана и другите имаат забрана за Македонија затоа што Македонија нашите гувернери, што се Мгм. нели тие треба да бидат најпаметните луѓе, уште не се свесни што е криптовалути, немаме никаква регулација во закон во Македонија и затоа луѓето имаат проблем да си купат криптовалути и затоа постојат луѓе што слушнав и во Скопје имало луѓе што во Дујче нели разменуваат криптовалути и јас им си имам најдено на многу луѓе да можам за нив да им купам криптовалути, нели ми даваш пари на рака, јас ти праќам на конто криптовалути, услуга да им направам затоа што има пречки кај нас, али на овие два сајта што ги спомнав последните, мислам дека ќе можат, јас успеав на едниот, CEX, на него успеав јас. Так. CEX, така е. Ќе И ставиме точка линк .eu. во описот на видеото, Да, така што ќе го има. линк на се, да. Повели извини со следното прашање, сакав да се Последното дозапомнам. прашање рековме како се рудари, значи Да, рударењето, така, да. да. Рударење, майнинг, значи јас лично
пробав пред некоја година, ама се откажав затоа што мајнингот е нешто што многу, како би рекол, захтева, многу бара во смисол, значи треба прво да вложиш многу во опрема, Мгм. значи треба да имаш добар хардвер и тие се посебни компјутери што прават мајнинг. Значи прво купуваш инвестицијата и после тоа треба да се предвиди во мајнингот има каде што постојано треба да менуваш нели делови, хардвер, се расипало, прегорело нешто, затоа што тие компјутери треба нонстоп да работат преку одредена програма од софтвер што се презема на компјутерот и тие работат 24/7 и постојано прават мајнинг, односно преку hash rate, преку се што се случува како трансакции во блокчейн системот, како еден начин, да речеме, како рударење, барање злато, да речеме, така нешто. Така. Сега работата кај биткоин во мајнинг е proof of work. Така. Што значи тоа? Затоа и морам да го прецизирам ова мајнинг, пошто не е тоа така едноставно, пошто имам блокчейн системи каде што мајнинг се прави со proof of work и proof of stake. Затоа е различно. Сега ова мајнинг што го знаеме традиционалното нели на биткоин е proof of work, тоа се прави со компјутерите, како што кажав. Исто така тие трошат доста електрична енергија, но меѓутоа секако ќе имате загарантирана заработка. Тоа е првиот начин на мајнинг. И другиот начин на мајнинг е различно од парата. Пример да речеме, Етериум сега со 2.0 Етериум што треба да биде апдейтиран до крајот на година, ќе биде со Proof of Stake. Што значи тоа? Тоа значи дека ќе можеш исто така да мајнираш, но меѓутоа нема да ти биде потребен некој јак хардвер, не знам што, каква инвестиција, ќе можеш со еден добра конфигурација на лаптоп од дома да мајнираш помалку и ќе исто така треба да имаш Етериум. Тоа значи да го заложиш тоа што го имаш и да оди во мрежата како ликвидност и на тој начин да мајнираш. Што ќе биде подобра верзија од овој другиот преходен мајнинг што го прави веќе биткоин, пошто тој си е таков, си е во неговиот блокчейн и на тој начин е мајнингот на биткоин. И затоа сакав да прецизирам дека има разлика во мајнингот, секако дека е исплатливо нешто мајнингот, дефинитивно е исплатливо, само во зависност на колку трошиме електрична енергија, значи да се видат сите параметри, колку треба да се даде влог и така натака. Значи не е нешто што јас би го препорачал. Така, Не значи дека бара многу и за хардвер, а бара и подоцна и за енергија, така? да, и исто така за репарирање на тој хардвер, затоа што хардверот ќе се случи да ти цркне компјутерот од толку работа. Може Така. и процесор да цркне, може графиката да пробие. Така. Секакви да. Ајде да направиме едно мало забавно прашање. Што е шиткоин? Да, Мислам дека спомна одлично. нешто, ама кажи ми што е шиткоин? Да. Шиткоин е нешто како што ги спомнав, нели, преходно тие меме коинс, културно кажано во криптосветот ги викаме меме коинс. Да не ги вреđаме луѓето што некој нели инвестирал, некој верувал во тоа. Така. Во таа реклама што му била продаена, како што е Shiba Inu или Dogecoin и тие се меме коин. Тие меме коин нема никаква корис, немаат свој блокчейн систем, не прат ништо посебно, не работат, значи во никоја сфера на криптото не се значајни освен како трансакција, како замена за платежно средство. Така. Значи најбазично така, тоа е тоа. Меме коин ќе викаат, нели, Shiba Coin, Dogecoin, има такви доста многу има такви, да. Така, бидејќи сега и самите централни банки кои што постојано ги спомнуваме во негативен контекст, работат на комплетно исфрлање на кешот, што значи работат на тие така наречени CBDC, односно Central Banks Digital Currency, што значи и нивните платежни валути ќе бидат комплетно дигитализирани, јас претпоставувам најдоцна до 2030, јас претпоставувам. И сега како ќе биде односот помеѓу криптовалутите и овие дигитални, ама истовремено централизирани валути? Да. Еве да речеме 10 години од сега. Како ќе биде односот и каде ќе се движат работите? Да. И дали ќе има битка помеѓу овие две? Да,
Да. Одлично прашање, да ти кажам искрено, што би рекле англичаните, spot on, spot on. Да. Да, види вака да ти кажам. Значи, криптовалутите, они имаат проблем, си има проблеми, централните власти, да бидам попрецизен, си имаа проблеми со криптовалутите уште од самото креирање на криптовалутите. Тоа е јавна тајна. Сега, работата е што G20, нели сите знаеме што е G20, сите најаки земји, најдобрите економии и така натака. Веќе на самитот 2019, ако помнам добро, има исто така поточки нели за криптовалутите, што ќе правиме сега со криптовалутите, ова е сериозно нешто, го видува дека е сериозно, дека ова не е сепак играчка, како што на почетокот нели сакаше да се прецизира. И тие сватија дека едноставно морат да функционираат заедно со нив, со тоа што централната власт ќе има плюс придобивка од нив. Како? Тие во Европска унија веќе законето е уште мислам дека е од 2019 во врска за такси, за даноци. И така да, значи тие се свесни за технологијата, тие се свесни дека децентрализираниот систем тие не може да го исклучат во тоталност, затоа што сепак ние живееме во глобализација. Што значи глобализација? Јас како пример, да речеме, јас поседувам некоја фирма како Apple, јас имам фабрика во Кина и јас одлучувам во мојата фабрика дали ќе прифатам биткоин како платежно средство. Не може на Кина да ми каже. Затоа поради овие проблеми, они ги дискутира овие ситуации, овие можности и сватија дека мора да бидат заедно во симбиоза, да ги прифатат. Сега тие ќе бидат во чар, како што реков, централната власт ќе биде во чар повторно од ова, затоа што кога на такса ќе ни земаат на такса од нашите криптовалути. Значи, што значи тоа? Владко вложил денес 10.000, година му вредат 50.000 и сега Владко која ќе ги извади од банкомат, тие ќе му ги оданочат. И они пак ќе дојдат во прилив на плюс кеш што ти си го заработил со твој тешко веќе таксувани пари. Веќе твоите пари се таксувани и ти си ги вложил во нешто, си ги инвестирал и сега они пак те таксуваат. И така они го решија тој проблем. И затоа јас не гледам дека ќе има некоја дисторзија тука меѓу нив. Мислам дека ќе кохезираат добро, нели прашањето тие за наредните 10 години. И мислам дека ќе има криптовалути што денес се смешна вредност, а в година може да вредат пута 10, за 10 години може да вредат пута 100, може би пута 200. Така. Значи, ова е реална математика што веќе се случила со преходни парички и можеме да направиме параметри. Сега работата е што во иднинава што следува, јас ова морам на сите да им прецизирам што ќе го гледат ова видео, ова е многу битно да го разберат. Кај се наоѓаме ние со криптовалутите? Знаете кај сме луѓе сега со криптовалути? Онаму кај што бевме со интернетот во почетокот на 90-тите. Така. Јас ово одговорно го тврдам. Значи, со име презиме, значи, дека ние сме сега на почетокот на адаптација, масовна адаптација на криптовалутите. Затоа што криптовалутите ќе бидат дел од нашето живење, заедно во симбиоза со еврото, дигиталниот долар и тие други централни дигитални пари. Так. И веќе гледаме примери, јас постојано шерувам тоа на социјалните мрежи, гледаме примери како има веќе луѓе што земаат плата во биткоин. Значи, имавме таква ситуација што се случува ден денеска, значи луѓе земаат во криптовалути пари, како плата, како платежно средство. Значи, они си избрале така и си ги добиваат тој сојузност што е во тој даден момент на вредноста, во, нели, соодно знаат долари, и си ги добиваат како платежно средство. Токму поради ова, јас гледам многу светла иднина за криптовалутите, но меѓутоа луѓето треба да знаат дека исто така ќе има криптовалути што нема ни да постојат. Затоа што ќе дојдат некои други нови криптовалути што ќе нудат нешто повеќе од преходните и таа ќе биде децентрализирана борба каде што едноставно квалитетот ќе избие на површина.
И Така е тоа како што луѓето во нека го интернетот стварат одредени програми веќе не како постојат. Например, MSN Messenger не постои веќе. Да, а некако да, да, точно, точно. И затоа сум многу оптимист за ова, затоа што веќе еве го регулираа со таксање, сега веќе ќе го носат и во банки. Банките веќе ќе нудат криптовалути, луѓето да можат да си штедат во криптовалути. Тоа веќе Небраска завчера го донесе сојузната држава во Америка, им даде зелено светло на банките да можат они да си земат криптовалути и да им ги нудат на луѓето, што е многу исправно. И јас мислам дека тоа е одлично. Така една симбиоза ќе се направи меѓу децентрализираната и централизираната. И ова децентрализирана ќе ни помогне во борба против инфлацијата, пошто парите вредат се помалку и помалку секоја година. Така. А што би се случило ако некој што поседува криптовалута, кога таа ќе порасне во вредност, не ја разменува за фиат валута, туку ја користи директно како платежно средство, а сепак тоа платежно средство добило поголема вредност, дали тогаш при таквите трансакции ќе се даночи или нема да се даночи тука? Значи го остануваме на ниво на крипто, не одиме во значи размена за друга валута. Да, одлично прашање. Значи морам да ти прецизирам. Вака сега. Еве конкретно во Британија веќе донесено установено како ќе се такса криптото. Значи, они имаат софтвер каде што ти треба да им кажеш, луѓе, кокајнас да речеме УЈП во Македонија, да им речеш, УЈП, јас како Дарко имам сметка на Binance, еве да проверите, и они со посебен кодекс на софтверот, сите мои трансакции ќе ги видат во минатата година и ќе видат колку сум јас чар од криптото и врз основа на тоа они ќе ме таксаат. Така е во цела Европска унија, така е во Америка, сега уште го дотеруваат законот како ќе оди пропорционално таксувањето. Во Британија, во United Kingdom веќе е воспоставена, веќе има метод како да го пресметаш твојот данок што треба да платиш. Так. И така да, значи тоа е нешто што веќе ќе се шири, сега ќе го има, а на трансакцијата што ме праша ти, во тој случај кога имаш ти картичка, ама не на банка, туку од trading exchange сайт како Binance, пример да речеме имаш Binance картичка, пошто они ти даваат Binance картичка и ти преку софтверот на Binance си префрлуваш од твоето конто, префрлуваш на картичката, што веќе ти е закачена на контото, картичката добива физичка форма, и можеш на било кој ATM апарат во било каде во светов да си платиш и да си извадиш пари. И тоа ќе го направиш, и тоа таксување, односно, ќе се случи во моментот на таа трансакција. Така. Да. Добро, дали очекуваш криптовалутите, биткоин конкретно да стане регуларно средство за плаќање и ако да, кога? Затоа што моментално се има чувството дека биткоин се користи како дигитално злато. Односно, секој што има биткоин го чува заради промената во цена, а не се користи за плаќање. Ќе ги тргнеме, да речеме, настрана плаќањата на Silk Road и слични работи каде што се фрлаше лоша репутација на биткоинот, туку збориме во секојдневието. И знаеме оние примери, човек што купил 2 пици со 25 биткоини и сега вели дека тоа се најскапите пици на свет. Значи, кога биткоин луѓето ќе имаат чувство дека окей, сега е стабилен и можеме, значи, да купуваме и да продаваме и нема да загубиме со тоа. Да. Одлично прашање, Владко. Вака сега, значи, види, од оваа гледна точка, денешна перспектива, јас како што гледам на пазарот, сметам дека биткоинот дефинитивно е најубав термин што беше кажан е дигитално злато. Дефинитивно. Тоа ќе биде една замена за луѓето што купуваат на Stock Exchange, на акции, што купуваат злато, Тоа денеска го прават луѓето, денеска, пошто реално зборниме никој не оди со кила да носи злато дома, во тој начин, кој што некои постари генерации денеска го практикуваат тука кај нас, што не е лошо, пак е доброто, али дефинитивно биткоинот ќе биде едно дигитално злато веќе и дефинитивно ќе биде, што би рекле англичаните, storage of value, значи тоа е нешто што треба да го чуваш.
Значи да го имаш, да го платиш, да го земеш и да го чуваш. Паметен човек го чува. Затоа што јас, како што преска реков и пак ќе речам, мислам дека секој треба да имаме ние криптовалути, посебно во вредност како што се биткоинот, како портфолио за нашиот пензиски фонд. Така, Тоа е единствениот спас, луѓе, нема друго. И така. така да дефинитивно биткоинот толку многу е значаен, дефинитивно. Така. Ајде сега еден куриозитет пред да го завршиме видеото. Јас додека работев истражување на тема криптовалути и биткоин пред се, нели сите неизбежно наидуваме на основачот на биткоин, Сатоши Накамото, кој што е мистериозен лик. И сега нема да навлегуваме кој е и што е, само еден момент, затоа што едно од можните патеки до идентитетот на Сатоши е всушност дека позади него стои еден конгломерат од хајтек компании, затоа што ако го направиме акроним, значи тоа се почетните букви од Samsung, Toshiba, Nakamashi и Motorola. Дали мислиш дека можеби токму овие компании во 2008 година сватија дека банките кои што работат на Wall Street буквално играат валкана игра и дека треба да се направи стабилна конкуренција која што на самите овие компании ќе им обезбеди, да речеме, заштита од евентуални промени или промени во берзите и практично загуби на самите компании, што значи прашањето ми е дали овие компании конкретно имаат створено некаква дигитална крипто конкуренција на пазарот и ја имаат подметнато под името на некаков си измислен Сатоши Накамото. Е така. Да. Види, Владко, јас сметам, ова е мое персонално мислење, во врска за ова мистична тема. Навистина, да ти кажам, со точност, со прецизност, официјално немаме податок. Так. Точно да знаеме, со факти, со аргументи, дали вистина Сатоши дали прво и основно дали постои таков човек, дали стварно постои. И тоа е прашање. Сега види, тоа е дефинитивно, јас се согласувам исто така со таа теза дека можеби компании стојат за тоа. Можно е тоа. Јас не велам не. Можно е и таа опција. Затоа што реално зборниме таквите компании имаат доста големи загуби во едни такви економски крашови. Значи они губат со големи суми на пари, билиони. Так. Милиарди би рекле на македонски. Милиарди суми на долари губат само во еден краток период. И значи исто така тоа држи вода како можност. Мислам дека е можно и тоа. Али моето лично мислење во врска за биткоин, мислам дека е производство на Елон Маск. И ќе ти кажам моето видување зошто мислам дека е негово масло овде, ова приказна овде со биткоин. Так. Затоа што Елон Маск, ако не знам многу луѓе, Елон Маск е човекот што го измисли PayPal. Така. Практично со тоа направи пари човекот. Да. И PayPal, ако гледаме веќе реално од таа перспектива, PayPal е единственото начин такво платежно средство што го направи тој беше револуција и ден денеска е многу значајно. PayPal. Значи можеме ние во blink of eye, во едно трепнување на очи, да пратиме трансакција што ништо не ни запираат, да речеме, минимално ништо, ме разбираш? Да, минимални се интересите на тоа, минимално е задршката. Да. И сега, значи, што направи со тоа PayPal? Со тоа PayPal им покажа на Western Union, на MoneyGram и таквите централни системи, дека едноставно може и поинаку да се игра. Сега, начинов на кодирање на PayPal, што тој го направи, беше во тоа време дадено, беше малку поинаку. И што го викаат компјутерџиите, оние нели што склопуваат програми, C програмирање. После тоа се случува, нели, исто така во еден период се случува кај биткоинот во тој момент се случува нели Тесла. Тесла сите своји начини на програмирање на софтвер на податоци е базиран на блокчейн систем што е начин на програмирање идентично ист, односно C++.
C++ Мгм. е основата за блокчейн систем на биткоин. На Так, програмерите што разбираат програмирање ќе ме они знаат. Значи, така прв пат се воспоставува тој начин на програмирање што зема, да речеме, ако гледам од таков начин, да речам, од таа призма, гледам дека можда е овој човек да има нешто со тоа. Затоа така, што начинот така. на кодирање е ист. И Да, затоа мислам дека можда и да е тој. да и Ништо чудно. начинот на кој што деновиве игра со целата приказна околу биткоинот, дали ќе се прифати за купување Тесла, дали нема да се прифати, дали троши многу енергија или не троши, буквално биткоин изгуби некои си 20.000 евра во вредност само заради неговите напишување на Twitter. Да, тоа е се mind games, што би рекле. Така, Значи, види, знаеш како? Една работа треба да разбере луѓето. Дека биткоин, еве конкретно за биткоин. Биткоин има 21 милион, од кои 18 милиони се во протек, во циркулација. Circle line supply. Значи, тие 18 милиони, дали ги купил Владко, ги чува во своето кесе, дали можеш, дали се слободни за да ги купиш, без разлика 18 милиони се толку. А другите се тргнати. Тоа што значи тоа? Тоа значи дека не се во протек, не се на hot wallet, не се во софтверот, не се во Мгм. exchange site, туку се во hard wallet. Тоа што има hard wallet, нели, како USB, да си ги така, ставиш така. своите криптовалути и тоа ти дава тебе 100% сигурност од било какви хакерски напади и така натака, што е многу мала веројатност, да се заштитиш и да си ги имаш своите средства, пошто ако си ги чуваш, нели не трейдуваш, можеш да си ги ставиш во хардвер, значи фактички во хардвер се ставени. Значи само Така, 18 имам колега кој што буквално е фанатичен околу хардверското чување на биткоин, тој има пола биткоин, си го има изминирано уште, значи си го има изрударено уште пред едно 10 години кога тоа било возможно. И вика јас исклучиво, значи го чувам како што велиш ти за пензиски денови, не го чепкам и тоа е тоа. Значи офлайн го чува. Паметно, паметно, да. Јас да ти кажам во животов, значи еве четврта година кај што веќе купувам и јас немам продаено. Така. Немам Памет. продаено крипто. Имам картичка на Binance, имам картичка од Bitpanda. Можам јас сега во било кој банкомат со таа картичка можам да си извадам пари. Нема проблем. Ама Така, јас ќе те никогу прашам уште нешто лично за мене за интерес, значи апликацијата crypto.com. Колку е добра, колку е reliable, колку е веродостојна? Позната ти е? не Crypto.com. Да, Crypto.com. Мислиш за трейдинг exchange сайт? Да, да. Да. Crypto.com е исто така, значи трейдинг exchange сайт што неговата популарност многу расте. Јас имам на тој сайт имам акаунт. Да. Само конкретно имам во акаунт на NFTs. Мгм. NFT е non-fundable tokens, Мгм. или најубаво кажано, да речеме, имаш една слика дома, урамена, и тоа во дигиталниот свет би се нарекло NFT, Мгм. non-fundable token, затоа што нема екзактна вредност, вредноста ти си му ја даваш и ти ја нудиш на пазарот со Така. NFT разменување. Тоа го имам на еден сайт, тоа е исто преку нивниот сайт. Така. Исто е навлезени доста во тоа. Тоа е една нова сфера во крипто светот, да речам, Мгм. што има многу голем замав во последно време и понатака ќе биде многу служено од сите артисти во светот. Дефинитивно. Така, супер. Значи Дарко, сега значи да не го должиме многу видео, да не биде заморно за гледачите. Само на крај ќе те прашам, значи доколку има коментари на видеото, доколку има интереса, се надевам дека ќе има, дали може да сметаат за второ видео каде што можеме конкретно да дадеме уште поконкретни одговори на тие прашања и уште детално објаснување. Секако, значи со задоволство. Мене ми е, да ти кажам искрено, ми се направи кејф, што би рекле. Така задоволство што конечно, значи баш на оваа тема јас имав потреба, значи нешто во што го знам да им го пренесувам. Јас тоа го правам приватно, го правам на социјалните мрежи, на Facebook имам страна, нели, за криптовалути, CryptoProfit се вика.
и YouTube каналче каде што сакам, едноставно да им приложам на луѓето да видат што се крипто. Едноставно Така. да запливаат во тие води и да видат дека е многу убава иднина, нешто што може финансиски многу добро да не поткова за понатака. Така, одлично Дарко, јас ти благодарам за ова издвоено време. Остани ми со добро, па се гледаме некој нареден пат. Секако, фала. Поздрав. Чао. Така, драги пријатели, се надевам дека интервјуто со Дарко Симуновски ви се допадна. Сите корисни работи поврзани со она за што зборувавме ќе ги најдете во описот на видеото, а за се оно што сакате да видите во наредното видео во кое што повторно ќе разговараме со него, слободно напишете го во коментари. Јас сум Татонче, драги пријатели. Секој добро.